Со маски, дистанца и со посебни протоколи, денес учениците од средните училишта полагаат државна матура за јунскиот испитен рок. Првиот екстерен испит е мајчин јазик, кој е задолжителен за сите 15.294 кандидати, колку што се пријавени во оваа учебна година. Полагањето започна во 10 часот и траеше околу 3 часа. Председателот во заминување на Сојузот на средношколци Бленди Ходаи со оценка дека полагањето поминало без проблеми, а договорот кој го имале со надлежните бил почитуван. Најави нов концепт на државната матура за 2 години, со кој би се подобрил образовниот процес. Сојузот на средношколци заедно со експерти на Светската банка и на другите образовни институции во државата го имат креиран новиот концепт за полагање на државната матура, што треба да се имплементира од 2023 година. Значи, после 2 години, кога ќе треба да се вратиме веќе во нормала како држава поради пандемијата што го имаме. Ќе има повеќе предмети, да кажам, за полагање, за да го покренеме квалитетот на образованието во нашата држава и исто така да се прават, да се диференцират тие ученици што сакат да продолжат веќе во факултет, во универзитет, пошто тоа ни е многу важно како држава да креираме генерација што знаат што сакат да продолжат во факултет, а не само да се запишат за да завршат еден факултет и да земат една диплома. Токму во Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, каде учи и Ходаи, денес испитот го полагаат 262 матуранти од вкупно 1256 на територијата на општина Тетово. Во сите средни училишта беа спроведени сите подготовки и протоколи, велат надлежните. 1256 тетовски матуранти денеска успешно го полага првиот дел, значи екстерниот испит по мајчин јазик, и беа почитувани сите протоколи кои што важат за време на пандемија. Училиштата беа подготвени и од гледна точка, од техничка гледна точка, но и со подготовка на учениците да се достигне што е можно по-добар резултат. Сме ги преземале сите мерки заштитни против пандемијата COVID-19. Дезинфекцирани се сите површини на гимназијата Кирил Печиновиќ, и ходниците, и учелниците, и клупите, и столиците, туалетите, канцеларијата на професорите. Сите тестатори се присутни, не отсуствува ни еден тестатор. Во влезот на гимназијата се мери температурата на секој ученик. Секој ученик има заштитна маска со себе. Според податоците на Државниот испитен центар, во земјава од вкупниот број пријавени, 7050 се од гимназиско образование, 7983 од средно стручно образование и 261 од средно уметничко образование. Македонски јазик и литература полагаа 10.848 кандидати, албански јазик и литература 4078, а 272 турски јазик и литература. Вториот екстерен испит кој е изборен е закажан за 11 јуни.